Очите на јавноста повторно се вперени кон опозицијската ВМРО-ДПМН откако нов скандал ја стресе Белата палата. Политичките случувања го мобилизираа Централниот комитет денеска на седница, а членови на партијата на Facebook шпекулираат со сценарија за можниот исход. Сосема очекувано од ВМРО-ДПМН не открие што прецизно ќе се разговара на овој состанок. Според тврдењата на Кекеновски, едно е известно: ситуацијата во партијата зоврива. До вчерашните сојузници и браќа по интерес наеднаш станаа крвни непријатели. Секој преку своји новинари и подржувачи нарачува текстови против другиот и прават собствени сценарија, а до вчера истите тие се бацува и колнеа на вечна верност и на едните и на другите. Не име повеќе местото во ВМРО-ДПМН. Ги видовме кои се и какви се. Време е за прочистено ВМРО. Реагираше Јовај Кекеновски, дел од крилото за реформи на ВМРО-ДПМН. Крајно поларизираните ставови укажуваат на огромна поделеност меѓу членовите, нов раскол во опозицијата, а пак главната дебата според информациите е фокусирана на Сашо Мијалков, поранешниот долгогодишен директор на УБК и братучед на бившиот премиер Никола Груевски. Едното сценарио е партијата да го исклучи од членството Мијалков, бидејќи наводно тој ги убедил 7 на пратеници од партијата да гласаат за уставните измени во петокот, најмногу поради тоа што сакал да се спаси себе си и своите бизниси. Сашо Мијалков преку овие 7 послушници, соработувајќи со СДСМ и други фактори за да го спаси својот и своите бизниси, директно влијал на исходот кој се случи во собранието. Симптоматично е што баш сите пратеници, вклучувајќи ги овие 7 до последен момент, го верувале Мицкоски дека нема да гласаат за договорот. Напиша на Facebook екс-председателот на Делчевскиот комитет на ВМРО-ДПМН. Второто сценарио за кое се зборува е дека членството ќе бара оставка од председателот Мицковски бидејќи не успеал да ги тргне настрана криминалните структури во партијата и останал да биде раководен од Груевски, Мијалков и Мартин Протуѓер. Апелирам до сите искрени противници на Преспанскиот договор да изразат солидарност со Мицкоски на секој можен начин, почнувајќи од социјалните мрежи, за и тој и почистите да се уверат дека зад неговиот принципилен отпор стои и ќе стои сериозна маса. Оставете ги докажувањата кој е најголем патриот за други прилики, делувајте конструктивно пред бројката од наводни 80 да стане преку 100. Пишува председателот на Сдруженијето на македонски иселеници Игор Аврамовски Александров. Јавна поддршка за Мицковски дадоа пратениците Трајко Велјановски и Антонио Милошовски, но дали тој ќе ја задржи фотелјата останува неизвестно, особено по поддршката од 7 пратеници на опозицијата за отворање на уставот. Оваа бројка се очекува да расте во текот на процесот, а во таа насока е изјавата на пратеничката Нола Исмаиловска Старова која рече дека нема закани, напротив добива само поддршка и тоа најмногу од сопартијци и колеги.